граѓаните на Карабах, час игра. Илирида, голема Албанија, Чемерија, нов надпревар, нови националистички пораки. Навивачите на Шкендија за време на надпреварот со Карабах на националната арена не ги испочитуваа апелите за фер и спортско однесување. На извиците од навивачката група балисти се придружи и голем дел од публиката. На трибините беа присутни партиски и државни функционери, меѓу кои опозицијските лидери Ахмети и Таравари, собранискиот спикер Гаши, вице-премиерот Меджити. Од нив се уште нема реакција, но затоа има од полицијата и обвинителството. Полицијата ќе биде крајно ригорозна по однос на било какви нарушувања на јавниот ред и мир, односно било какви навредливи скандирања и друг начин на ширење на говор на омраза. Само за спортското навивање има место на трибините. СВР Скопје врз основа на снимениот и документиран материјал презема мерки во координација со надлежен јавен обвинител. Со осуда излезе и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Пораки кои нарушуваат меѓуетничката кохезија, а имаат потенцијал да предизвикаат и злосторства од омраза. Дополнително загрижувачки е фактот што ваквите извици не доаѓале само од навивачката група балисти, туку били извикувани од дел од публиката, и тоа во присуство на високи државни функционери. Шкендија го загуби надпреварот со 0:1, но вистинскиот пораз синоќа го претрпе спортот. Ова не е изолиран случај. Навивачите на Шкендија и претходно испраќаа политички и воено обоени пораки, свирежи и скандирања за УЧК за време на едноминутен молк за жртвите во трагедијата во Кочани. Инаку, вчерашниот инцидент доаѓа по случувањата во Куманово, кога на кошаркарскиот надпревар меѓу Македонија и Романија се слушаа националистички скандирања. Тогаш со осуда излезе целиот државно-политички врв, а обвинителството отвори истрага и повика неколкумина на информативен разговор.